Почитувани браќа и сестри, дами и господа, мои сограѓани и жители на Пелагонија, добродојдовте на 6-тиот последователен протестен собир, наречен Стоп за депонија во Пелагонија. За оние кои не ме знаат, јас сум Тони Апостоловски од Битово, член на координативното тело, кој организирано, па скоро деноноќно работи на истоимениот проблем. Кога станува зборот за проблем, за проблемот дефиниција е следна. Проблем е задача која чека решение. Решението е најдено. До решението се доаѓа на 3 начини. Нема да ги образложувам начините, говорниците после мене ги кажат за 3 начини, меѓутоа само ќе ги напоменам. Првиот начин е следен. Советниците на општина Битола и советниците на општина Новаци да ја повикаат своите одлуки за формирање на регионална депонија во атарот на село Мегленци, општина Новаци. Тој е првиот начин. Вториот начин е иницијатива за свикување на референдум, на кој што граѓаните јасно и гласно ќе си порачаат дали сакаат или не сакаат депонија. И третиот начин е веќе оној радикалниот. Значи мора да бидеме спремни на све, доколку во вистина не сакаме депонија во нашиот двор. За да стигнеме до таа цел, прво ви благодарам што дојдовте во толку голем број. Меѓутоа, мора сите овде присутни да функционираме како швајцарски сад. Ако сме овдека денес 400 души, ако сме тука 400 души, треба сите да бидеме запчаник од еден склоп кој што ќе го представува самиот часовник. Што значи тоа? Во моментов вие дојдовте тука еднаш неделно и не знаете што се случува со координативното тело, со какви проблеми се судираме. Заради таа цел, не знаете затоа што не сте информирани, а и не можеме да ви информираме. Заради таа цел, заради информацијата да биде достапна до секој еден од вас, координативното тело оформи 7 пирамидални информативни групи, независни една од друга. Јас сум на врвот од првата информативна пирамида. Од мене, од четвртата, од мене до број 10.000, ако и успеам да соберам 10.000 луѓе во мојата пирамидална информативна група. Информацијата ќе патува само со 2 телефонски разговори. Затоа што видовме дека секој нема Facebook профил, некој на Instagram, некој на TikTok и така натаму, и информациите до вас стигнуваат многу касно. Тоа го видовме вчера, кога новачкиот градоначалник Стефче Стефановски се обиде инкогнито да се организира самиот симпозиум, разговори, расправи, не знам како ги имаше замислено самиот тој, на кој што замислете си ги повика само членовите на ВМРО ТПМН во општина Новаци и Унијата на сили на жените на општина Новаци. По добиената наша информација дека се спрема таков подмолен потек расправа на која што само 5-6 мина ќе седат и ќе ме аплаудират на градоначалникот, ние функционираме одлично координативното тело, меѓутоа ограничени сме со пласирање на информации до секој еден од вас. Соорганизиравме во рок од 15 до 20 минути и рековме, зазедовме став дека ќе одиме во општина Новаци по секоја цена. Времето беше
непогодно, врнежливо, беше во работно време, меѓутоа отидовме. Десеттина се снајдовме со коли, со превоз отидовме. Што забележавме во општина Новаци? Кога ние влеговме, внатре, си носевме пароли, си носевме стоп за депонија и мирно, како на погреб, ги набљудувавме дискутантите. Во еден момент забележав дека самите дискутанти се парализирани, не знаеа како се викаат. На нашите поставени прашања, а ги имаше многу, не знаеа да одговорат. Едноставно не знаеа да одговорат. Од тука, ние го излековме заклучокот. Луѓе, немате представа какви луѓе сакаат да раководат со депонијата. Ними во интерес му е да се оформи депонијата и крај на приказката. Не убедува нас, ќе било вака, ќе било така, замислете грчки експерт, проектант и консултант за самиот проект, ќе ме убедува мене колку ќе ми биде убаво, доколку депонијата Мегленци ја направи во прекрасна депонија, во која што на крајот ќе огледува јаготки. Благодарност до сите оние битолчани и жители на Пелагонискиот регион, кои што на самата расправа неорганизирани прашања, значи однатре прашања поставува, прашања на место, кои што верувајте бре луѓе да бевте присутни таму. Одев јас во живо скоро 2 часа. Луѓето кои што беа донесени за да не убедуваат изгледаа смешно, барем за мене. Са не знам тие што си замислува дека се експерти од првен калибар. Да не должам многу. Значи целта е следна. Ова е првиот чекор, ние го работиме. Ако одиме на вториот чекор, референдум, браќа и сестри, мои пријатели, Битола има околу 200 избирачки места. 200 избирачки места се покриваат со 400 набљудувачи. Секој од вас треба да биде набљудувач. Меѓутоа имаме проблем. Како да стигнеме до вас? Знаеме дека го сакате исто што и ние го сакаме истото. Затоа, ќе ве молам, пристапете заради информација. Никој нема да го знае вашето име и презиме, едноставно само ќе видите бројка. Пример, 754 бројка и готово. 754 бројка ќе комуницира само во неговата информативна тројка, и во таа што е над него информативната тројка. Така да, што било да се случи на било кој од нас, од најдолу, од 16.754 член на нашата мрежа, до врвот, до самиот врв, информациите ќе стигнат за 5 минути. Мора да бидеме брзи, како гепард. Мора да бидеме мудри, итри, како лисица. Мора да бидеме храбри, како лавови. Затоа што, верувајте, нас не потиснало злото. Го гледав градоначалникот на Битола, убаво си кажа на синоќешната емисија. Владата на креатурата која се ја викаат Северна Македонија зела кредит од 30 милиони евра за да формира, не повеќе зела, 40 нешто милиони евра, меѓутоа 30 милиони евра се издвоени за формирање на регионалната депонија Мегленци во Битола. Гледајќи го советот, посебно 50-та и 51-та седница на општина Битола, што дојдовме до заклучок анализирајќи, излегува, замислете, председателката на советот на општина Битола и го бара проектот. Бог да чува. Излегува Бојан Бојковски, како се вика, тој што му е главниот координатор на ВМРО ДПМН, тој се кажва за проектот како тој да го напишал. А останатите советници никој не го има проектот. Исто и ние сакам да го информирам. Поднесовме барање да ни го достават проектот. Писмено барање. Му запретивме дека ќе ги гониме кривично доколку не излезат во пресред. Излега во пресред и ни доставија смешни информации. Се ни оставија, освен проектот. Проектот, господа, го нема.
Проектот го нема. Поставија прашање каде е проектот? Иво Новаци, го нема проектот. Проектот таму ни го презентира на видео Бинто и Грко ни го презентираше, Сличина ни пушташе. Меѓутоа во проектот интегрирана дозвола нема интегрирана дозвола. Благодарам. Нема. Замислете проект за патот ќе направат. Долната површина на депонијата ќе ја изградат со глинени маси. Се ќе. И градоначалникот го слушавме вчера, исто ќе. Дури за кучината нешто зборваше, меѓутоа тоа е друга тема. Значи целта моја е да ве убедам некако да пристапете кон мене, ви кажав, јас сум Тони Апостоловски. Доколку другите што се на пирамидалните информативни групи сакат јавно да излезат да кажат јас сум тој, не е проблем. Ако не, Тело, мојот пријател, Палјото, да земи збор 2, да кажи, ќе видиме тука, цело време има да видиме тука. Да ве поздравам и браво што се измачивте, што дојдовте, за разлика од многу други што не дојде. Ова е стварно голем проблем и се поиќе сум изненаден од одговорите што ни ги дават институциите. Ова е за чудење. Значи, прво проект немат за депонијата. Второ, немат проект за заобиколниот пат. Трето, разбрав информација, прво ќе се носило ѓубрето во Битола, ќе се испурвало негде, таква била технологијата, после ќе дојделе со други камиони и со други специјални канти ќе го товарале наново и после ќе го носеле во депонијата. Па овие се ненормални ли? И да повторам, уморени сме од критики кон партиите, значи ова не е ни против една партија, не ни интересира појќе. Не ми е битно појќе, кој е, ВМРО, СДСМ, не знам, што сака нека прави. Нас сега ни е битно ова депонија да не се изгради овде. Тоа е најважното нешто што може да биде за Битола и битолчани. Ние имаме алтернативна локација, ја предложивме, еве Криволак. Таму пиле не пеј, нема ништо, нема живот, нема населено место, нема подземни води, нема питки води, нема плодно земјиште. И се стигнува брзо од секој крај на Македонија. Малце ќе му види подалеку на Струга и на Охрид, али еве тие велат дека превозот воопшто не бил проблем, пошто ќе набавеле најмодерни камиони што постојат. Летечки, да. Кладов клип, јас видовте како течат камионите на комуналици. Значи, најбитното нешто е да се дислоцира депонијата. Нека има депонија. Еве, нека има и регионална депонија, нека го носат се во ѓубре, али не може да ни го носат бе овде нас. Дома, во двору, да изумриме сите. Посекако Битола е втор град, море прв град во Македонија по заболени од рак. Да не го спомнувам рек 100 пати, веќе досадено ние да го спомнуваме. Зошто не вербаме во институциите? Нека ми кажат еден државен објект во Македонија што е направен по сите европски прописи и стандарди. Еден нека ми кажат, освен да не е приватник, приватна компанија, приватните да, ги прати. Еден нека кажат. И рек кој се изгради во времето на Југославија, се изгради по сите европски стандарди и се беше кој што треба. После одржување нула. Апсолутно никакво. А најголемата опасност сега е што не сме Југославија, така да уште на старто нема да го изградат како што треба. Уште на старто појќе од пола пари ќе се искадат. Значи и замислете, мислевме донација се парите, тие биле кредит, значи ние што треба да ги враќаме, тоа е исто како да си окупваме сами јажето за да нобесат. Ова е стварно чудо нешто. Сега ќе одиме со конкретни мерки, имаме и адвокати. Значи прво ќе делуваме позитивно, са ќе правиме притисок, ние не сме насилници, ќе делуваме позитивно на советниците, да му проработи здравиот разум, како на овие 5 што му проработи, на тројцата од Поинако и на двајцата од Левица, кои се изјаснеа против депонија. Значи останаа уште
од 31 ако тргнеме 5 души, уште 26. Уште 26 да делуваме на нив, или 11, колку што треба, да. Да делуваме на нив, дали биле СДСМ, дали биле ВМРО. СДСМ докажаа дека се тивки партнери 35 години со ВМРО, пошто беа воздржани. Воздржани значи исто како да гласат за депонијата. А секогаш се карат на сите седници, се расправаат, циркуси, али во позадина си соработват. Значи да делуваме на нив, тој е конкретен случај, да го променат своето мислење, ваква седница може да свикат во секој време и да се изјаснат против депонијата. Втор начин да извршиме, се разбира, пак со пријателски разговори, позитивен притисок на советниците во Новаци, исто и тие да свикат седници да гласат против депонијата. Ако овие не успеат, тоа ќе одиме на референдум. Референдум ќе се распиши во законски мора да биде во општината, значи се советвавме со адвокати во Новаци. Ако во Новаци се соберат подписите, автоматски ќе немаме потреба да правиме референдум во Битола и ќе успееме да не се изгради депонијата тука. Тоа е значи решено во Новоградој, сите градои си успеа во тоа, ама сите градои си имат политичари во Скопје што се грижат за нивните градои. Видовме во Крива Паланка, еден пратеник само имат што направи, еве и генералниот секретар на ВМРО Сајковски од Кичево, со каков кеф си се израдваја дека нивната депонија од Кичево ќе си дојде во Битола. Значи секој си се бори за неговиот град. И браво, јас ги поздравувам, јас не ги укривам. Само нашите битолчани кои ќе заминат во Скопје, готово. Заборават на Битола, заборават на се. Тие место се борат за нивниот град и за луѓето што ги изгласаја, значи ние ги изгласавме, што ги изгласаја, тие се одружуваат таму со од другите градови, пратеници, министри, не знам што, и не само што не поможват, туку одможват. Значи таа е ситуацијата, тие се конкретните мерки што мораме да ги превземеме. Прво со советниците, второ со референдум. И ќе продолжиме и понатаму. И не мора овде да има јадници луѓе, нека си седат дома, ако, колку и да се чудев, поќе не се чудам, значи ако толку му е зависно да си ги продат своите фамилии, своите деца, здравието на нивите фамилии за пари, нека му биди. Тоа е, нека му биди на нивна совест. Тие се конкретните мерки што мислиме и планираме да ги преземеме, нема да застанеме. Пак ќе повторам, ова е мирен протест, мирни протести, не се против никој, ни против партија, ни против поединци. И не интересираат појке. Едноставно не ќе ме депонија. Толку. Здраво на сите, јас сум Љупчо, исто така член на координативното тело. Сакам само накратко сите да ве поздравам. Ви благодарам на сите вие што сте тука. Времето ќе покажи дали ова депонија ќе биде изградена позади рек Новаци или не. Ама сите вие што сте тука, еден ден кога вашите деца ќе пораснат, ќе имате лице, ќе имате образ да излезете пред нив и да им речете ние се боревме ова депонија да не биде изградена, не успеавме. За разлика од многу други кои што сега седат дома, само пишат Facebook статуси и не сакат да изгледат тука. Значи сите ние се бориме оваа депонија да биде дислоцирана од Пелагонија. Тука воедно ќупатам апел, знаеме главен кој одлучува е владата на Република Македонија да се произјасни за барањето кое беше поднесено од страна на председателката на Советот на општина Битола од пред еден месец, да кажи дали тоа барање е примено или се изгубило попат, дали по тоа барање за дислокација е одлучувано, ако не е одлучувано кога ќе се одлучува, и да знаеме на шо сме. Затоа што мислам дека сите овие други заменици, министри, советници во министерството и така натаму, сите тие што идат да јат по инструкции на владата. Доколку владата пресечи ова депонија да се дислоцира, ќе се дислоцира. Во спротивно ние вака ќе се организираме протести, ќе се бориме, ќе видиме
дали ќе се дислоцира или не. И за на крај, сакам на сите вас овде исто да ви ги честитам, на сите православни христијани, да ви го честитам Великден, да ги подсетиме сите властодржци. Утре други ден, кога ќе бидат во првите редови на црквите и кога исто ќе ни посакуваат здравје за Великден, да се сетат на нас жителите на Битола, на Наваци, на Могила, од прилика 100.000 луѓе тука во ова подрачје. И доколку стварно ни посакуваат здравје, инаци на нашите деца, тогаш да дислоцираат ова депонија што подалеку. Толку. Дали некој друг бара збор? Било кој? Координативното тело е отворено и неограничено. 1-2. Повелете, бидете дел од координативното тело. Нема да ја кажам бројката, не гледате тука 5-6 мина, многу сме, верувајте во координативното тело, а сепак сме малку за захватите кои што сакаме да ги превземиме. Уште еднаш ке ве молам, не мора овдека, побарајте ме апостоловски тони на Facebook. Јас сум тој со микрофонот, чистиот микрофон, само 3-40 дена помлад. Дали некој сака, ама нека излезе, нека се каже нешто што му лежи на душа. Дали некој бара збор? Никој? Ајде скршете го мразот. Тогаш вака, ајде, јас ќе зборам, нема проблем, ама досаден ќе ми станам, јас можам да зборам до понеделник. Дали има погласен град од Битола? Вака се. Нема. Ајде. Сега јубре. Бидете Од тука, тука, бидете од тука врвев пред 3-4 дена со моторот. Имаше група на туристи кои што врвеа покрај џамијата и се восхитуваат, турци, се восхитуваат на џамијата. Чопор од 7-8 кучина, прво лаја по едно возило, бело, не знам зашто лаја, куче ко куче, кој знае. Меѓутоа, така ревностни беа, што едноставно и почна и по луѓето да лаат, и застана се вкопаа кутри турци вака и очекува да бидат изедени. Нашите креатори на политиката, тие што ја креират и депонијата, не можат, верувајте, со едни кучина да се справат. Од тука, да одите до крајот на паркот, до Император, таа треба да внимавате да гледате в земја, да не нагазите на некоја мина. Тука се кучината, јас сум љубител на кучина, си ги сакам. Меѓутоа, ова што се случува во нашиот град, не во нашиот град, во нашата држава, во нашето човештво целокупно, е последното или последните денови на темнината. Не знам колку забележувате, тука меѓу нас има позитивна енергија, влија и позитивната енергија врз секој од нас. Додека тие се затвораат по разни канцеларии и дискутираат за профитот од било што, некој на вистина застанува тука и загрижено се бори за иднината на неродените. На своите деца и на неродените. Повелете. Дронов лета, нека е од Мовара, не е проблем. Не интересира онака да знаеме. Господјо, јас колку што знам, за едно 10 на 15 на години ќе бидеме контролирани токму од војска дронови. Не, ама не. Овие што се од Министерството за внатрешни работи ќе бидат прогласени за технолошки вишок. Гледам, нема на ниедни медиуми на телевизија, нема ништо. Ништо не кажува. Дали некој бара збор? Дали некој бара збор? Ајде. Јас сум Рајковска Елизавета. И сум член на координативното тело, сум поднежначи. И присуствував вчера на настанот во Наваци. Имав доблест да поставам прашање. И го постави прашањето дали било кој од тие што ни држаа таму, што ни презентираа, од Министерството за животна средина и градоначалникот, можат, значи прашањето гласеше дали вчера можат тие да депонират писмена изјава со подпис,
дека во иднина нема да ни носат европско ѓубре. И то не го добивме. Добивме еден обширен одговор во кој имаше 16 ке. То сакам да кажам. Благодарам Елизавета Тренковска. Дали некој друг бара збор? Ајде, уште еден член од координативното тело. Здраво на сите. Што правите, добри сте? Вака, бевме до Новаци, ќе видам краток, пошто сакам да ви дам некој технички брифинг за тоа што се случва таму и за техничките работи, пошто тоа ми е отприлика занимање и струка од еден аспект, не тоа што го учев, но тоа што ме интересираше, така да работам како иноватор и се занимавам со вакви работи. Депонијата што предлагаат е буквално тоа што звучи. Простор за депонирање на отпад. Значи во рамките на овој простор за депонирање на отпад, кој што, како што пишав и на Facebook, е веќе застарена технологија и во ЕУ не се практикуваат вакви депонии повеќе. Значи ова е најмалку 30 години со поминат рок. Рекоја, што рекоја. Точно, само знаеш како споредбат? Во споредба со постоечката состојба на терен, прават споредба со новата депонија. Ако збораме со постоечките депонии, односно ѓубриште што моментално ги имаме, што не се ни депонии, ова депонија би била многу стотици пати помодерна. Значи никој не го спори тоа. Само работата е што? Локациите што ги предложија им беа сгрешени. Тој имаше и уште еден Љупчо, имаше уште еден експерт, им го кажа. Само Љупчо го имаше проектот, пошто работи во екологија во РЕК уште пред години. Тој го имаше целосно разгледано проектот и даде многу добри сугестии. Како што и претходно предлагавме уште од првиот протест, и неговите предлози беа да се додадат можеби уште малце пари и така за да кредит, а ова депонија треба да почне со работа дури во 2029 година. А до тогаш ќе депонираат отпад, не знам, ќе депонираат, можеби ќе му подпишиме и ќе депонираат и така отпад во Мегленци. Така да малце е знак прашање каков е нивниот процес за работа. Трасата на патот не ја кажа исто, пошто се проектирал во ред, можеби се проектира, ама можеше барем трасата. Предпоставуваме дека истата траса што била планирана за РЕК пред 50 години. Со депонијата предлозите беа дека треба да се направи центар за рециклирање. Мислам дека градов последниве 20 години стана доволно свесен, имаме доволно канти, можеме да рециклираме. Тоа што сите не нервира е откако ќе ги фрлиме ние сите ѓубриња сортирани, врви еден камион и ги собира во еден камион, ги десортира и ги носи во Мегленци. Значи, истите камиони, истите средства што веќе ги имаат земено, може да се пренаменат. Како што му кажавме и таму, вака имате отпор 100%. Доколку се порамните со волјата на народот, може би ќе имате отпор 0%. Што значи тоа? Доколку не направите, ова не е, ќе ги коригирам колеги, не е регионална депонија, туку е повеќе регионална депонија. Значи 2 до 3 региони се споени за да идат кај нас ѓубрето. Значи кај нашиот цел регион Пелагониски, со се западниот регион целосен до Дебар. Значи од Дебар ѓубрето треба да иде тука. Значи ако тоа мисли некој дека е многу ефикасно да го носи ѓубрето и се исплаќа, не знам што да речем. Самите се лизнаја на една тема кај што се пофалија дека направиле во Гевгелија ваков тип на депонија и прашавме колку таа кошта. Таа била многу скапа, била 1 милион евро. И му реков, па зошто да направите 36 малечки депонии. И таму имаше крах. Ама не тоа, знаеш, поќе кошта, не кошта така, многу кошта, не кошта. И, значи, нема да остане за крадење. Точно така. Али во делот, што сакам да кажам, е дека буџетот што го имате повеќе од доволен да се направат 4 до 5 регионални центри, да речеме, еден за Битола за нашиот дел, еден за Прилеп за нивниот дел, еден за Охрид и Ресен во нивниот дел, еден за Дебар, нека биде, или не знам каде, нека се одберат центрите, или нека има централизирано како што предлага Палјото на Криволак, кај што никој нема ништо да гледа. Има доволно средства и плюс во рамките на следните 4 години буџет и 4 години, ако треба, дури се понудивме дека граѓаните, доколку имаат опција, би доплатиле по 500.000 денари
да се направи тоа рециклабилен центар да биде, кај што нема поќе да се депонира ѓубрето, туку ќе се рециклира. Таму би се вклучили и приватни фирми за рециклирање и било имало една цела економија околу целиот процес. Моментално тоа што ме загрижува мене, што треба и вас да ви е јасно, се ова што зборат за ова депонија, цела дупка што сакат да ја наполнат со отпадот што сакат да го наполнат, ќе биде полна за само 5 години. Значи толку е рокот на ова депонија. Значи цела дупка ќе се наполни за 5 години. После 5 години ќе треба да Не. Ќе ја прошират исто и ќе продолжат со нови депонии исто во истиот дел кај нас во Битолскиот регион. Друго што имат проблем е што имаат отворени претоварни центри. Значи кој ќе го носат ѓубрето, дебарскиот камион не го носи до тука, туку го носи до Охрид, се претовара на отворено. После го носат не знам до каде уште еднаш Битола се претовара и после го носат на депонија. Логистички зборано може би е помал трошокот, но ако збораме во рамките на што се случува во тие отворени претоварни центри за ѓубре, се случува истото како на секоја депонија. Значи ќе има ѓубре на секаде, ќе има и таму загадување и таму ќе треба некој да го менаџира. Како што видовме досега, сите јавни предпријатија се загубари, односно сами не може да се менаџира, така моли некој ваков сложен процес. Депонија што бараат, мислам, ангажирање на експерти што ги немаат по предпријатијата, ниту може да ги имаат, бидејќи се примаат само примарни партиски кадри. Ги молиме да не сослушаат и ги молиме за две работи. Да направат повеќе регионални депонии, секој регион да си има своето ѓубре да си го сортира, ѓубрето да се сортира и да се рециклира, и таму и народот би учествувал, ако треба нешто да се доплати, би учествувал и народот во доплаќањето во овие 5 години. Збораме за некоја стотка плюс да дајме како сите по нешто и да му ја затвориме устата да не речат дека немаат пари. Имаат пари, зеле пари и веќе ние ги плаќаме веќе каматите за истото. Така да, малце е сложена ситуацијата, мислам дека ќе треба да се договорат со нас, зашто ако му го спречиме референдумот, пропаѓа проектот, а и за нас ќе биде делумно лошо да речеме, заради тоа што таа преструктурирање ќе не остави само старата депонија, која веќе не е, мислам, од секогаш не била како што треба и веќе течи во земјата, така да и неа треба да заиме предвид дека треба да ја репарираме. Така да мораме да најме решение овие пари, да му ги искористиме, може би да додајме уште нешто, ама да ги средиме и така даваме, така да на рато. Мислам дека и тие беа затекнати, бидејќи имаше доста експерти од наша страна што коментиравме конкретно. Работата беше што ако разгледваме во делот дека таа е тип на батерија што се полни постоечката депонија. Ако веќе се наполни за 5 години треба да се копа ново и се прави ново, што пак е дополнителен трошок, пак треба да плаќаме. Ако се направат рециклибилните центри, истата депонија, ако е само за нашиот регион, нема да траи 5 години, може би ќе траи 50 години и повеќе. Значи таму е разликата што дали ќе ни го дојста цело ѓубре тука или не. Едно е дома сами да си фрлате ѓубре, друго е цела мала дојде во вашата канта фрла ѓубре. Така да е многу различна ситуацијата. Сакам само да ве запознам со ова, иначе како што рече Тони, имаме неколку решенија, подписите се веќе собрани за референдумите од страна на поднесување на иницијативите, односно имаме 100 подписи за Битола спремни, треба по 100 подписи, имаме поќе подписи. Имаме да речеме кои поделиме 500 за Битола, 500 за Новаци. Иако по 100 можеме веќе да се поднесат и референдум и иницијатива за промена на... Ќе влеземе во некој си диалог, ќе пробаме да влеземе во некој си диалог. Ако нема разбирање, ќе пробаме да ги стопираме со референдум, па после да морат да се договорат ако не сакат да им пропаднат парите. Така да, мислам дека можеме, како што извојува и другите региони победа, за да нема во нивниот регион, можеме исто и ние да извојуваме на победа. Поздравувам. Сега се подсетив околу парите, јас побарав, значи беше кажано дека ќе биде центар за справување со отпад. Меѓутоа, според мене ова е само редефинирање и преместување на депонија. При што
Вчера зборот селекција не беше употребен. Јас прашав дали ќе има тоа што беше предвидено за 4 канти, рекоа тоа не може, скапо е. Јас реков зошто кога домакинствата можат сами да го селектират отпадот и после да ги собират камиони. Кажаа дека е скапо, дека ќе има само 2 видови на канти и тоа е се. Значи велат, значи манипулират дека ќе биде центар за справување со отпад, а е само редефинирање на депонија. Ајде, повелете, представете се. Виолета се вика, лесот Битолчанка, ама долго. Вака, вчера кажа многу работи, многу. Ево овие од комшиите, од кумоите наши, не познавајќи ја геологијата, не познавајќи ја географијата на Македонија, не познавајќи ја местоположбата на депонијата, тој само излезе со некој си проект, со некој си инженерско решение за проектот. Меѓутоа, и цело време разговараше колку чини, како чини, и цело време беше околу финансиската работа. Не кажа, меѓутоа, јас на тој проект забележав многу грешки, не сум лаик, не сум неписмена, малце нешто имам повеќе од осмоденење. И не ми дадоа можност него да го прашам, меѓутоа, тој не кажа за нуспојавите, не кажа за производот, нуспроизводот од депонијата. Крајното, депонијата кога ќе уништува и преработува тоа ѓубрето, нуспојавите на метан, нуспојавите на разни други гасови, овде може да има хемичари, ќе ме поправат. Тоа сето тој не ја познава геологијата на тоа место и не може да каже што ќе се случи точно со тие нуспојави, нуспроизводи од депонијата, како прво, како второ не ја познаваше ни географијата, рече дека од другите градови ќе се носат со неколку 30 на камиони до тука, со некакви си патишта, со некои други успатни станици. Не можам да разберам кои се тие успатни станици, например од Дебар што ќе го за тука ѓубрето. Значи тука се загадуваат уште неколку места. Не кажа дека од тие камиони ќе истечуваат течности, кои во меѓувреме од Дебар, од Кичево, од Струга, од не знам каде до тука, кај ќе течат тие течности, тоа не го кажа. Многу работи не кажа тој кумот наш, ништо не кажа, освен се до тоа, другиве го поддржаа, меѓутоа, никој од тие таму и нашите од Министерството, никој не кажа за геологијата и за географијата и за местоположбата и за нуспроизводите од депонијата, кои се многу опасни за вдишување. Ви благодарам. Имаме резерва на батерии. Нека проработи разумот. Мои почитувани советници од сите политички партии, кои што одлучувате во наше име, размислете повторно. Доблесно е човек да ги признај своите грешки. Доколку се држите понатаму за вашите грешки, секој дневно ќе се зголемува бројот на заболени во нашата општина. Секој од заболените и од заболените семејства ќе упаќа клетви, не кон мене, кон вас. Треба да ви е познато дека клетвите работаат, дека клетвите функционираат, дека клетвите можеби ќе закаснат, меѓутоа секогаш доаѓаат. Истото важи за општина Новаци. Мислам дека таму ќе имаме најголем удар и најголем проблем, затоа што цела централна власт ќе удира во Новаци. Таму има преку 500-600 вработени во Рек Битола,
во Зиг Пелагонија и така натаму и така натаму. Луѓе, страф му е на луѓето да излезат, страф му е лайк да стават на Facebook, да не ги види координаторот на нивната политичка партија. И мислам дека крајно време и тие, како и ние, да се разбудат и да видат во каков свет живеат. Уште еднаш, советници на градовите, на градот Битола и општина Новаци, отповикајте ги вашите одлуки за формирање на регионална депонија. Доколку не ги отповикате, ќе одиме на референдум. Меѓутоа ќе ве запамтиме како луѓе кои што не му мислеат добро на градот. Сега ќе речат вака: абе се собравте таму 500 души сега, еден преге помина, нема да го споменам кој беше, член е на ВМРО ДПМН, ела му вам протестира и застани до мене. Оти ве рече мене убо ми е. Да. Нека го фати кармата. Него му било убаво. Предпоставам на многу луѓе му е убаво. Меѓутоа има ден за плаќање, бе, пријатели. Го праша дали е жене, дали има деца? Не е женет, нема. Не е жене, да? Од тука сега ќе ве замолам да си одиме по широк сокак, мирно и достоинствено. Да ги повикуваме младите, посебно младата популација, која што таа место мене треба да застане овдека се бори за својата иднина, да ни се придружат на нашата борба за стопирање на регионалната депонија. Музиката е битолска, извинете, само битолска вечерва да пуштаме музика. Pesna zapejte, pesna Kuba, stara Bitolska, gradska, pekriska, emerakliska, pesna dušava, da si napija, da ja slušam jaz i da Добре си, што правиш? На терапија до 6 и нешто и сега на роден ден сме овде во метро, ги дојсов, ги оставив, реков ќе излезам да видам што се дешава. Како оди? Ова вечна малце.
запејте песна убава, стара битоска, градска, бекиска, емерадиска. Дай му свирчи. Naši ide sa Dragani. Dare ti se smači. Ruino rumeno, išaretlo oko sino, ušte crveno, čaša jedna pravuštena, svira čavi, i to samo jedna, Thank you.
Браќа и сестри, ви благодариме што бевте вечервава дел и од Собирот и од протестниот марш. Упорно, секоја среда повикувам на масовност. Повикајте ги своите роднини, своите пријатели на присуство на нашите собири, на нашите протестни маршеви. Само со бројката, со бројчаноста, со упорноста и со желбата можеме да постигнеме буквално све. Ова е почеток на ова што треба да следи. А што следи? Во целиот свет политиката каква што ја знаеме ќе падни. Затоа што не кај нас, него во целиот свет. Вакво водење на политика е неодржливо. Замислете, тие што ги гласате, ќе чекате 4 години да се изживува врз вас, врз вашите семејства, врз вашите материјални добра, за после 4 години да гласате против нив, за некои други. И така на таков начин го губите својот живот. Губите парче по парче и влегвате во апатија и размислувате: абе, тие чим решиле, ние што да правиме сега? Не. Само со упорност. Тие ништо не решиле. Тие немат никаков мандат. Тие само украле. Не украле, си позајмиле. Значи, од нас, од секој поединец, ќе зависи нашата борба понатамошна. Ако ние сме упорни, она што го работиме, а верувам дека сме упорни, сакам да верувам дека сме упорни, тогаш резултатот е неизбежен. Во оној момент, кога народот ќе види благодетите од референдумот, и од тоа најмногу се плашат, затоа и најмногу притискаат, кога ќе ги види власта без разлика која е, политиката без разлика која е, кога ќе види дека народот, односно ние, суверенот, се разбудивме и јасно ќе кажуваме каква Битола сакаме. Ние сакаме Битола со одлична инфраструктура, а не со улици од 80-тите години. Го реновира офицерскиот дом, секоја му чест, прекрасна градка. Меѓутоа, само на 30 метра од него има една конјушница. Еднаш одев ја снимав натре, додека нашиот ни градоначалник заврши со зимските културни денови, го гледав вчера на Алфа телевизија, се спремаат за нови културни летни денови. Нас ни е преку глава култура. Некој нема леб да јади во град Битола, некој нема никаква инфраструктура. Градот ни е ископан, личи на Бејрут. Ние тука во градот сме закопани во депонија од невидени размери. А тој ќе гради модерна ултра депонија и ќе не убедува како на лончето со ѓубре да го фрлиме во жолтата, во зелената или во плавата канта. А нема никакви канти. А во истите скапани... Тоа е само во неговиот ум. Како што велеше, чекајте, кој велеше политичар. Ајде, да не политичкаме повторно политика. Значи, знам дека
Предпоставам дека вие немате никој од вас притисоци од никого. Јас имав цел живот притисоци и на крајот, еве уште една година, две ќе бегам пензија, едноставно му се смачив и ме се откажа од мене. Остај го ќе реча да е него тој занесе нике. Некам да се фалам, ајде, Никола. Јас сум 39 години вработен во РЕК Битола. Мојата прва тужба против работодавецот беше во 1988 година. На крајот на мојата работничка кариера имам 17 добиени спорови со РЕК Битола. Од 17. Не сакам да имате представа за мене како некоја будална која што немаше да работи едноставно. Оди, тужи се, живо и диво што ќе сретни. Меѓутоа, си ги заштитував моите елементарни работнички права. Тие што ме познаваат, ќе ви го потврдат, затоа што не само себе си, туку и на стотина рековци му имам помогнато. Инкогнито! Еве, инкогнито! Без никој да знае, со преписки, со дописки. Работодавецот е 4 години, ништо повеќе. Вие сте вечни. Зошто да му го даваме суверенитетот на политичарот, на работодавецот или некој било? Па, зрели сме, постари сме од 18 години. Можеме да размислуваме со собствени глави. Се декларирам, значи, како борец за работнички права, борец за граѓански права и фантазер национален до невидени размери. Најважното ќе го напоменам. Ако некогаш ме видите да одам да се пријавувам за политичар, слободно да ме исплукате. Ќе ви застанам мирно да ме плукате. Затоа што не му е јасно како може бре овој човеко може бара нешто. Ништо не бараме, барам да нема депонија. Не може тие во нивните чипирани глави да сватат. Не може да сватате, кабре луѓе. Абре, достани 35 години да гледаме. И са наедна се јавуваат една група на граѓани кои што ништо не ги интересира, освен дислокација на депонијата. Како што рече Пањото, еве ви го криволак, депонирајте од цел свет ако сакате. Меѓутоа не му го дават криволак. Се лути Америка. Тачно. Дали некој е сега спремен од тука да порача нешто на овој собир? Повелете. Браво, јас сум Билјана и сакам да кажам нешто. Тие веќе одавна сигурно му дадоја амин на власта и овие се една група плашливци. И сега свират, играат по нивната музика, се плашат да речат не. А сигурна сум дека во дното на душата знаат дека сме во право и може не смеат јавно да кажат дека не подржуваат. Ние ќе продолжиме со ова и ќе пробаме барем делче од нивната совест, ако ја имаат, да проработи и да речат категорично не за депонија. Ако си го сакаат градот и овој народ. Оти има повторно избори, па ние ќе знаеме како да постапиме. А ќе бидат осудени како предавници, ќе ги знаеме со име и презиме кои се биде. Така е. Повелете, господи. Здраво, јас сум Виолета и да ви кажам искрено, скептична сум за сега. Не верувам дека совест ќе имат и дека ќе му проработи. Не може. Затоа предлагам зошто, например, како што прават во други градови, не одиме на раскрсници, да блокираме, да застаниме таму со возила со жив зид. Оти така се прави то. Така и во Кочани беше пред неколку месеци. За депонија кога беше. Така и во Дебарца со референдум. Мене сега да ми одговорите до кај се подписите за референдум. Сакам, нама не разбрав, оти јас не се подпишав ните. Рекоја дека ќе има предверо, кратка јас не видов. Сакам да се подпишам, нема каде. И не само јас.
и по патот сега додека идевме по Широксока, сужиини шо беа до мене шо си спорват, истото го мислат. Скептични сме. Дури ние чекаме свеста да им проработи. Не бре луѓе, нема свест. И ние битончани сме млади. Ние сме поделени, неединствени и кабадајчани. Соли, чи кабадајчани. Ама тоа е вистината. Затоа да се оди во Новаци и да се одржи таму еден протест заеднички со новачани. Од вчера го следев 2 сати на Facebook, расправата ја следев. Многу убаво зборувате и вие, Никола, не знам како дали е Никола, и сите иновачани лавда е, да вие, али треба да сме единствени. Ете, тоа е. Браво, Виолета. И благодарам. Прво, господјо, да ви одговорам на вашето прашање. Има уште. На таков начин ќе се запознаат и сите присутни. За распишување на референдум се доволни само 100 подписи. 100 подписи иницијативниот одбор за распишување на референдум веќе ги има. Ние имаме некаде 1700 подписи. Во Новац имаме 400-500 подписи. Не се проблем подписите. Ако ме слушате, намерно ви кажував да се обединиме, да се сплотиме и да придите да пристапите код координативното тело. Затоа што ќе ни требаат луѓе на терен. 400 души ќе ни требаат како набљудувачи. За референдумот 400 души ќе ни требаат. Не ви ја кажувам бројката на координативното тело, затоа што секој може од вас да биде во координативното тело. Ние функционираме одлично. Од 300 страни на градот се најдовме од различни генерации, од различни политички проеминенции, гласачи или не гласачи, така натаму. Меѓутоа нас не обединува само една цел. Детонија да нема, друго не интересира. Господјата Виолета, мислам, беше? Апсолутно го делам вашето мислење дека треба да се врши притисок. Сега сакам да кажам нешто. За еден ден, утре, нашиот искупител беше предаден со бакнеш. Предстои негово разнување и знаете воскреснување и така натаму. Следат наши великденски празници, оние кои ги слава. Не сакавме намерно да протестираме и додиме на радикализам. Радикализмот неминовно ќе дојди, затоа што доколку не слуша, доколку не гледат, ќе станиме видливи. И кажав, меѓутоа, не сакам само координативното тело да биде видливо. Треба цел град, цела Битола да биде видлива. Затоа инсистирам на сплотеност, на координација, на информираност на секој од нас. Да можеме да се организираме за 15 секунди. Кога ќе добиеме информацијата, градоначалникот прави културно лето во офицерски дом, да можеме со 2 телефонски позиви да се организираме тие што можат, да дојдеме малци ние културни да станиме, да видиме и ние благодето културното лето е. Што рече утре дека можеш да збориш, поверував. Да се насмееме малце, да не бидеме само намурчени. Значи, се е договорено, наредната среда, 18 часов, Магнолија повторно ќе се соберим. Ние ќе се бидеме упорни, ќе си тераме понатаму, сите работи си ги бркаме кој што треба и референдум и подписи се. Значи, среда во 18 часов, Магнолија. Градоначалник кој сега во офицерски може да служи. Нека дојде да се поздрави,
Ние стоп за депонија. Вика, градоначалникот е татко на општината, на градот. Нели не се делесме по националност, по партија, по ништо. Или треба да се згрижите, да се загрижите за овие